Секако, 30. јули 1997 година е историски ден за прилепскиот фудбал, бидејќи за прв пат на градскиот стадион Гоце Делчев фудбалскиот клуб Победа игра еден официјален фудбалски надпревар во еден европски куп. Тоа благодарение на освоеното второ место во минато годишното првенство, место што и донесе на Победа пат во купот на УЕФА. Како што е познато, пред 7 дена во Воџислав Победа загуби од екипата на Одра со 3:0. Резултат кој што објективно не дава големи надежди дека Победа ќе може да се пласира во вториот круг од квалификациите за купот на УЕФА. Меѓутоа, спортски е да се надеваат и фудбалерите на Победа и ова 6-7 илјадна публика која што денес по ова дожливо време дојде да го проследи овај прв надпревар на Победа во купот на УЕФА пред своја публика и да ги бодри своите миленици во настојувањата да успеат да ја стигнат предноста од 3 гола што фудбалерите на Одра ја постигнаа во Воџислав. Реков 6 до 7 илјади гледачи на градскиот стадион Гоце Делчев. Посета која што не се очекуваше, објективно се очекуваше максималната бројка од 10.000 гледачи, колку што и УЕФА дозволи да се соберат на градскиот стадион Гоце Делчев. Меѓутоа, лошото време што денес сладееше во нашиот град, дождот кој што еве и на самиот почеток на надпреварот помалку паѓа, можеби помалку и високата цена на улезниците 200 денари, беа фактори што ете придонесоа градскиот стадион да не биде исполнет до последното место. Но сепак и овие што се тука, овие гледачи, овие навивачи на Победа сигурно ќе дадат се од себе во настојувањата да бидат 12 играч на Победа и да се направи невозможното, односно да се стигне резултатот од 3:0 што беше постигнат пред една недела во Воџислав. На почетокот и оние официјални работи што треба се кажат за секој надпревар. Екипата на Победа денес настапува во своите традиционални црвено-бели дресови, а за неа ќе играат со број 1 на голот ќе биде Гоце Груевски, во одбраната со број 2 Кире Грозданов, број 3 Горан Најдевски, Горан Лазаревски со број 4, број 5 Славишо Ковачевиќ, број 6 Благојче Нацев, број 7 Драган Бочевски, број 8 Илчо Боров, број 10 Горан Тодоровски, кој што е капитен на екипата, број 11 Оливеира и број 13 Стојанче Ефремов. За екипата на Одра од Полска настапуваат со број 12 на голот Дариуш Клода, број 2 Пјотр Совиш, број 4 Роман Скорупа, број 5 Мирослав Станјек, број 6 Павел Сибик, број 7 Ришард Јечорек, 8 Пјотр Јегор, број 11 Криштоф Загорски, број 13 Марчин Малиновски, број 15 Мариус Носел и број 18 Пјотр Брзоза. Главен судија на преварот Мирослав Либа од Чешка, негови помошници Амјар Евжен и Карел Видлак исто така од Полска. Во секој момент очекуваме надпреварот да започне. Првиот удар од центарот ќе ги имаат фудбалерите на Победа и почетокот на надпреварот одбележан со громогласни аплаузи и со еден дожд од хартија на трибините. Атмосфера каква што само може да се посака на почетокот на секој надпревар. Овој надпревар од големо значење за екипата на Победа. Првиот напад го има фудбалерите на Победа, но сепак тоа е само аут за екипата на Одра. Екипата на Одра со број 4 Скорупа. Малиновски по левата страна. Лазаревски за момент ја отстранува опасноста пред голот на Победа, но непотребно комплицира и сега тоа ќе биде голема шанса, да, и 1:0, 1:0. Стрелец на голот е Малиновски. Дали е тоа играчот со број 13 Малиновски? 17-та минута на надпреварот. Студен туш за сите на градскиот стадион Гоце Делчев. Екипата на Одра води со 1:0 и тоа е играчот со Криштоф Загорски го постигна голот за Одра и дали тоа е и крај на сите надежи и на фудбалерите на Победа и на ова 7-8 илјадна публика дека Победа ќе може да направи чудо во денешниот надпревар. Оној голман за кој што ќе се реши
тренерот Лазар Плачков да го брани гол на победа. Токму тој ден ќе има и свој ден, како што тоа денес не беше случај со Гоце Груевски. Оливеира во прилика за гол и Оливеира во 80-та минута го постигнува првиот гол за победа во едно европско натпреварување. Со голот на Оливеира во 80-та минута победа го изравнува резултатот на 1:1. Конечно една добра употреблива топка стигна до Оливеира, кој што искористи едно невнимание на гостинските одбранбени играчи, кои што можеби прерано почна да се радуваат на пласманот во второто коло и успеа да го постигне првиот гол за победа. Остануваат 10 минути во кои што би можеле да очекуваме дека победа ќе даде се од себе, ако ништо друго барем да постигне уште еден гол и да извојува барем минимална победа против екипата на Одра. Победа 1:1. Стрелец на голот за победа Оливеира со број 11. Ако може да биде мала утеха на денешниот натпревар, победа изведе дури 9 корнери, Одра 4, но корнерите сепак не се голови. Еве го и 10-тиот. Се игра 88-та минута од надпреварот. По десна страна корнер го изведува Кире Грозданов. Ковачевиќ бара топка. Дали таа ќе стигне до него? И Оливеира. Дали ова гол? Да. Одличен гол на Оливеира. Со вистинска екзибиција во 88-та минута Оливеира го постигнува својот втори гол за победа и победа сепак има на крајот на надпревар водство 2:1 за победа. Конечно во последните 10 минути и мала утеха за публиката. Видоа 2 гола, видоа посебно во вториот гол вистинско ремек дело на Рожер и Оливеира, со кој што и донесува водство на победа и дали тоа ќе биде и дефинитивна победа на лепскиот прволигаш. Сепак се чини фудбалерите на победа на крајот ќе бидат со аплауз испратени до оваа публика, која што во првото полувреме им свиреше. Беше разочарана од оној примен гол, но сметам дека со она што победа го покажа во овие 10 минути, заслужи на крајот да биде испратена со аплауз. Победа ја совлада екипата на Одра со 2:1, но не успеа да се пласира во второто коло од квалификациите на Купот на УЕФА, бидејќи во првиот надпревар загуби со 3:0. И во овој момент крај на денешниот надпревар. Конечно се слушаат и аплаузи на трибините. Победа ја совлада Одра со 2:1, како што реков, стрелци на головите за Горски во 70-та минута. 1:0 за Одра. Во 80-та минута Оливеира го изравни резултатот, а 8 минути подосна во 88-та Оливеира го постави конечниот резултат 2:1 за победа.